Дали се уште останувате на таа ваша предлог мерка, платата во јавниот сектор да се сведе на минималец, на 14.500 денари за сите вработени? Дававте една изјава пред 2 дена во еден друг настап, кој што прозвуча малку ретерирачки, бидејќи и на почетокот на ова интервју, кога почнавме да зборуваме околу предлог мерките, рековте на владата е да реши дали ќе го прифати тоа што го предлагам и дали ќе го имплементира, но дали останувате вие на таа мерка или еве и вие лично би се поместиле по сите реакции? Јасно, јас останувам заради тоа што сум сериозно свесен за состојбата во државата. И сериозно свесен, ако водите за државата, како за дома за семејството, сериозно се поставуваат. Ние можеме да играме секаков вид на популизам. Па да обвинуваме зошто тие не ни помогнале, па зошто не ни дале пари. Не. Мора сериозно да се поставите. Ако сте родител дома на децата, кажувате што е доброто, што е лошото. И седнувате заедно тоа да го изменаџирате. Сите. И децата, и сопругата, и јас, и готово. И тоа е така. Државата е на крај едно семејство. Ние мора да се договориме сите заедно. Дали тоа дел од тоа семејство ќе го понеси на плеки, а другите не, или сите заедно ќе го понесеме на плеки. Во такви околности јас секако стојам за тоа што сум го кажал, заради тоа што има сериозна суштина, за да дојдеме до таков момент тоа да го кажем. Но треба да знаат луѓето, уште еднаш потенцирам. Партиите се едно, владата е друго. Владата е државата, владата е на сите, владата ги има сите поголеми капацитети и се. Партиите може да сугерираат, може да бидат од помош, може да кажуваат, да учествуваат, да партиципираат. На крајот одлуката носи владата. И јас кажувам, како ќе ја донесе одлуката владата, убеден сум во нејзините капацитети, ќе ја донесе максимално добро за интересите на нашиот народ и за економија.